Здраво и добродојавте во оваа видео каде што ќе говорам за биомембрани, нивната структура и динамика. Голем дел од работите кои ќе ги спомнам во ова видео, всушност ги имам веќе разгледано во видеата за протеини и во видеото за фосфолипиди, но сепак ова ќе биде како една сумација насочена кон биомембрани. Во ред, знаеме дека биомембраните се составени од липиди, протеини и јаглихидрати. Во однос на липидите, најголем удел завземаат, односно најзастапени се фосфолипидите и стеролите. Имам посебни видеа за двете кои можете да ги видите, така видеото за фосфолипиди и видеото за стероиди. Али ќе направиме тука една кратка сумација. Ова е некоја шематска презентација на фосфолипидите. Основата можеше да биде глицерол или свигнозин и врз таа основа ќе се прикачуваат останатите компоненти. И врз база што беше основата ги делевме на глицерофосфолипиди и свигнофосфолипиди. Во едниот дел од основата се прикачуваше фосфор, нормално не е само фосфор, има и кислороди на него, а на фосфорот можевме да имаме прикачено некаква алкохолна молекула, тоа можеше да биде холин, инозитол, етиноламин и други молекули, додека на другите места од основата имавме прикачено масни киселини. Сега, масните киселини можеа да бидат пократки или подолги, така значи да имаат помалку или повеќе С атоми, да бидат незаситени, тоа значи да имаат двојни врски, при тоа ќе имаат најразлични искривувања по должината, ако ја гледаме молекулата стереохемиски, или може да бидат заситени, при тоа ќе бидат поригидни и поисправени. Во ред, и можевме да имаме или една или две масни киселини прикачени на основата. И молекулите на фосфолипиди понатаму ќе ги цртаме на следниот шематизиран начин. Сега, поради самата биохемија на молекулата, горниот дел од молекулата, значи овде каде што се наоѓа фосфорот и алкохолната компонента, е хидрофилен. Тоа значи ако се наоѓа во средина вода, тој сака да биде кон водата. Океј, значи хидрофилен, сака вода. Додека масните киселини се хидрофобни, не сакаат вода, значи имаат фобија од вода. И молекули кои ги имаат овие својства, така што во една молекула имаме хидрофилен дел и имаме хидрофобен дел, се нарекуваат амфипатични молекули. Сега, овие фосфолипиди кои ќе се најдат во водена средина, сами по себе не може ништо да направат, но кога имаш голем број на молекули, вакви фосфолипидни молекули, во тој случај пасивно формираат два вида на структури. Двете структури кои пасивно ги завземаат фосфолипидите во водна средина се мицела и фосфолипиден двослој, каде што и хидрофилниот и хидрофобниот дел од молекулата се наводници задоволни со ситуацијата. Така значи кај мицелата гледаме дека поларните глави кои што беа хидрофилни се изложени кон молекулите на вода кои што се наоѓаат во околната средина, додека неполарните опашки кои беа хидрофобни, кои што не сакаа вода, не се во контакт со молекулите на вода, сите се згрупчени заедно едни наспрема други. Во ред, другата стабилна конфигурација е фосфолипиден двослој, каде што гледате како се организира. Нормално ова замислите си го во 3D. Ова вдека ја што го имам нацртано е само пресек. И биомембраните во живиот свет ја завземаат оваа структура на фосфолипиден двослој. Сега ќе земам еден дел од оваа мембрана и ќе пробаме да го зумираме да ги видиме подетално структурите кои се на истата. Првично кога ја наблюдувале мембраната под микроскоп, мислеле дека е изградена од 3 слоја. Значи ова бил како еден слој, ова бил втор слој и ова бил трет слој. И рекле дека има триламеларна структура. Но понатаму виделе дека всушност е изградена од 2 слоја кои се идентични и поставени обратно еден на друг. Во ред? Значи едниот слој, едниот монослој е горниот, едниот е долниот. Или како сакате, може и обратно, така обично на шематски презентации бележано е која страна од фосфолипидниот двослој е внатре, која страна е надвор. Во ред? Значи овие два монослоја или некоја се нарекуваат листови на мембраната, заедно го формираат фосфолипидниот двослој, кој што има дебелина од околу 30 ангстреми, односно 3 нанометри. Сега, овој број не е фиксен, така, значи, зависно за која органела збориме, за кој вид на клетка, за кој организам, може да има варијации. Во ред? Значи, варијациите зависат главно од масните киселини, може да имаш масни киселини со помалку или со повеќе јаглеродни атоми, да бидат заситени или незаситени. Како ќе биде температурата, дали ќе биде топло, дали ќе биде ладно. Од сите тие фактори зависи дебелината на клеточна мембрана. И овој
фосфолипиден двослој е всушност една мембрана. Така да некојаш кога ќе прочитате во литература, например дека јадрото на клетката има двојна мембрана или дека митохондриите имаат двојна мембрана, тоа значи дека освен една мембрана имаат уште една. Значи имаат 4 монослоја. Вред? Значи ова вака представува двојна мембрана, а ова е единечна мембрана. Иако единечна мембрана е изградена од два слоја, така значи го нарекуваме фосфолипиден двослој, али ова како целина се рачуна како една мембрана. Вред, значи да не направите некоја забуна. Следен важен липид во структурата на мембраните е холестеролот. Сега не сите клетки имаат холестерол, например, растителните клетки имаат други стерилни молекули, иако може да е холестерол во многу мали количини. И не сите мембрани имаат холестерол. Например, мембраната на митохондријата нема холестерол, но другите мембрани имаат. Сега, холестеролот е липид кој има така си нешто посложена структура и говорев за ова кога го прави видеото за стероиди. И молекулите на холестерол се вметнати внатре во монослоевите на мембраната, значи или во едниот или во другиот монослој, кај некои мембрани е преферибилно например да бидат во цитосолниот монослој, кај некој е во тој монослој кој е кон екстрацелуларната средина. Но како и да е, холестеролот има улога да ја одржува флуидноста на мембраната. Сега што мислам со тоа? Самата мембрана е на некој си начин подвижна, така значи можете да замислите како еден вид море кое има постојано некои мали бранови. Така значи мембрана постојано се движи помалце. Молекулите фосфолипидите не се фиксни во едно место. Тоа се молекули кои постојано така се тресат, мрдаат лево, десно, натаму наому. Океј? Сега, тоа е нешто што го нарекуваме флуидност, како течност на мембраната. И таа флуидност главно зависи од масните киселини. Сега, масни киселини кога се незаситени, така значи имаат повеќе двојни врски, тоа значи е повеќе искршена на повеќе места, така да кажеме, во тој случај мембраната е пофлуидна. Додека ако има повеќе заситени масни киселини, во тој случај е помалку флуидна. Значи имаме како потечна и погел состојба на мембраната. Повторно, флуидноста исто така зависи и од температурата на околната средина, односно температурата во која се наоѓа клетката. Сега, холестеролот сметаме дека служи за одржување на флуидноста на мембраната. Има и некои други помали улоги, но ова е главната. Сега, порано кога читав литература, не знам зашо беше нешто за терморегулација, збореа литературата за хитшок протеини и така натаму. И имаше една забелешка во трудот дека холестеролот ја намалува флуидноста на мембраната. И викам, добро, холестеролот ја намалува. И после му отворам друг труд, го читам тој, и во тој пишува холестеролот ја зголемува флуидност. И викам, што име сега на луѓе, сега ја намалува или ја зголемува? Отварам уште една литература, ја намалува. Друга литература ја зголемува. Викам, што е проблематика? И на крај најдов едно место кај што објаснува, вика, ја одржува во некоја си средна состојба. Така, ако е премногу флуидна, ја намалува флуидноста, ако е многу ригидна, ја зголемува флуидноста. Еден вид као пуфер за флуидност. Океј. Сега интересна работа е дека овие холестерол молекули сакаат повеќе да се здружуваат со заситени масни киселини на свинго фосфолипиди. Заситените, како што спомнав, имаат помала флуидност и се поисправени. Океј. И така, холестеролот заедно со овие свингофосфолипиди знаат да формираат едни структури кои што се нарекуваат сплавови. Океј. Значи липидни сплавови или на англиски rafts, RAFT. Океј. Значи тие се како еден вид сплавови кои пловат по морето од фосфолипиди. Значи овој сплав иде генерално заедно и може да се движи десно, лево, напред, назад, по целата 3D површина, односно 2D површина, зависи како гледаш, на мембраната. И последно многу вакви сплавови на површината на една клетка. Сега ќе речеш, добре, зошто се битни овие сплавови? Во овие сплавови често се вметнати најразлични протеини, кои што имаат најразлични улоги, и обично протеини кои идат заедно. Така, значи, повеќе протеини кои објавуваат некоја слична функција се организирани на еден сплав. И во голем број сигнализирања, кои ќе збориме во понатамошни видеа, протеините сакаат да се згрупчуваат заедно. Значи, едни протеини со други.
Сега, тука може ќе имаш еден протеин на еден сплав, на друг сплав ќе имаш друг протеин. И тие сплавови ќе дојдат ќе се приспојат, при тоа носејќи ги протеините заедно и може да се случи некаква сигнализација и така натаму. Значи, ова е една многу интересна забелешка која сакам да ја запамтите. Следна компонента се јаглихидратите, односно шекери. Сега, јаглихидратите главно не влегуваат во структурата на мембраната, значи не принесуваат нешто многу, него јаглихидратите се повеќе битни за функционалноста на мембраната. Значи, имаат главно сигнална препознавачка улога за која ќе говориме понатамошни видеа. Океј? И скоро секогаш јаглихидратите се прикачени на надворешноста од мембраната. И може да бидат прикачени на липиди, во тој случај ќе бидат гликолипиди или ќе бидат прикачени на протеини, во тој случај ќе бидат гликопротеини. Има најразлични јаглихидрати од најразлични моносахаридни единици, например крвните групи, овие основните АБО системот, се главно шекери. Така има и протеинска компонента, но главно се шекерите тие кои ја даваат антигеноста кон дадена крвна група. И како најбитни ги имаме протеините. Сега, имаме интегрални, односно трансмембрански протеини, кога ја поминуваат целата мембрана, односно фосфолиптен двослој, и така имаме 6 класи. Имаме периферни, кои што може да се поврзат протеин со протеин, протеин липид или амфитрофични протеини. Сега со примери ќе видите на различни класи и подгрупи и ќе ви стане појасно. Првично ќе ги разгледаме интегралните протеини. Значи првата класа на интегрални протеини се тие кои што единично ја поминуваат мембраната. Океј, значи гледаме дека еднаш ја поминува и при тоа карбоксилниот крај се наоѓа внатре во клетката, додека аминокрајот се наоѓа надвор. Океј, кај втората група на интегрални протеини, аминокрајот се наоѓа внатре, додека карбоксилниот се наоѓа надвор. Значи исто ама обратно. Значи единично поминуваат мембраната и ги имаат тие карактеристики. Третата група е кога еден протеин повеќе пати ја поминува мембраната, односно фосфолипидниот двослој. Значи гледате протеинот ја поминува, прави некоја јамка, па пак ја поминува, пак прави некоја јамка, па пак ја поминува. Бред. И еве го крајот, еве го почетокот, или пак обратно, се едно. И тие се трета класа на интегрални протеини. Четврта класа е кога повеќе протеини кои што функционираат заедно како целина ја поминуваат мембраната и се згрупчени заедно. Така значи гледате еден протеин, два протеина, три протеина, ја поминуваат мембраната, но функционираат заедно како една единица. Ред. Пета група се овие протеини кои што не ја поминуваат баш мембраната и сега некогаш не ги ставаат во класата на интегрални, него се као амфитропични протеини или пак периферни ги ставаат, но ајде, како и да е. Они не се баш вистински трансмембрански, него се укотвени во мембраната со липидно сидро, најчесто. Значи, може и да е самиот протеин укотвен некаде до пола, така, но знаат и да бидат прикачени ковалентно со липиди. Значи имаат сидро, односно котва, која ги држи стабилни. И ја имаме шестата класа на интегрални протеини, каде што имаме освен трансмембранско поминување, исто имаме прикачување со котва. Океј, значи гледате дека поминува низ мембраната, но и плюс има котва прикачено со едниот крај. Но не сите трансмембрански протеини мора во трансмембранскиот дел да имаат алфа хеликсна структура. Може и да се бета плочи. Например, овдека во шестата класа трансмембранскиот дел су го нацртал како бета плочи. Така значи не мора да биде шестата класа, која било класа може да биде, него колку за илустрација да имате дека трансмембранскиот дел може и да е од бета плочи изграден, има голем број канали за кои ќе збориме во следното видео, кои ќе збориме за транспорт, кои што се всушност изградени од бета плочи. Значи бета плочи прават многу добри канали, прават едни така наречени бета буриња, кои што се доста функционални. Значи имаме и алфа хеликси и бета плочи како секундарни структури во трансмембранскиот дел. Токи, тоа се интегралните протеини. Сега имаме и периферни. Така, значи тоа се протеини кои што нековалентно влегуваат во интеракција со мембраната. Вред, сега, некои може посилно се прикачат, некои послабо, зависи какви резидуи имаат на површината, но генерално се нековалентни интеракции, значи имаме хидрофобни интеракции, ван дер Валсови сили, водородни врски и слично.
И тоа може да биде помеѓу протеинот и некој од липидите на мембраната, или шекери, или пак може да биде помеѓу протеинот и други протеини. Океј? Но повторно, овие се протеини кои што не доаѓаат во допир со внатрешноста на мембраната и само така се релативно наводници лабаво прикачени. Значи многу полесно ги отстраниш него интегралните протеини. И ги имаме амфитропичните протеини, кои што некои ги ставаат во периферни протеини, некои ги ставаат во интегрални, а имаат и такви карактеристики. Сега малце се чудна класа, но тоа е тоа. Значи тоа се протеини кои што можат да се прикачени со липидна котва, како што беа петата класа, нели, на интегрални протеини, овдека доле, или пак не мора да се прикачени. Значи може и да бидат само со нековалентни врски, со хидрофобни интеракции ван древасови и слично, како периферниот протеин. Може да се прикачи со липидна котва и таа со помош на ензими да биде пресечена у наводници и протеинот да си патува слободен, да нема никаков контакт со мембраната, да си врши други функции. Така што оваа класа на протеини не е баш и толку добро карактеризирана. Едно прашање. Ако ми ја дадеш примарната структура на даден протеин, дали јас можам да одредам дали тој протеин ќе биде трансмембрански и ако е трансмембрански, кој дел би бил внатре во мембраната, а кој дел би бил дали на внатрешната или на дворешната страна од мембраната. И одговорот е и да и не. Значи имаме многу добри модели кои што може да ги направат тие предикции, но сепак требаат експериментални докази цел да се направи потврдување. Но како тоа воопшто го правиме? Значи имаме примарната структура, така да речеме дека ова е некој протеин. Така изградат аминокиселини и сега ги гледаме поединечните аминокиселини. И имаме голем број информации, значи имаме големи датабази на протеини кои веќе ги знаеме. Така, значи ние знаеме дека тој и тој протеин содржи трансмембрански дел кој се состои од тие аминокиселини. Значи имаме големи датабази, така што можеме да правиме предикции. И ќе речеме, овој тука протеин, на кој имам примарната структура, гледам дека ги има тие и тие аминокиселини на оваа вдека позиција. Така што можам да кажам со 90% сигурност дека овој тука дел ќе се наоѓа внатре во мембраната. Додека останатиот дел од протеинот ќе биде надвор од мембраната. Така дали во внатрешниот или надворешниот дел од клетката не е битно, тоа не можам да го знам, но знам дека овој зелениот најверојатно ќе биде внатре во мембраната. Сега, како го знам тоа? Повторно спрема датабазите кои ги имаме и некои теориски знаења кои ги знаеме. Така, значи знаеме дека одредени аминокиселини преферираат да се наоѓаат во водна средина, додека други не преферираат. Така што спрема тие информации можеме да направиме некаква дедукција. Сега може да имаш протеин кој што има повеќе вакви хидрофобни делови. Така, освен тој, да речеме дека овој тука дел, повторно ќе обележам со зелена, исто содржи некои аминокиселини. Тоа значи дека ова најверојатно е протеин интегрален од класа вакво 3, така каде што имавме повеќе трансмембрански делови. Така што овој протеин најверојатно би изгледал вака. Тука поминува овдека, има некоја си јамка кратка и повторно поминува низ мембраната и излегува на другата страна. Во ред? Е сега, овој метод повторно не е совршен, потребни се експериментални истражувања, но за некоја брза проценка функционира. Така, значи ми даеш примерна структура, ја ти кажам, аха, овој е најверојатно трансмембрански, овој дел штрчат надвор од мембраната, додека овој дел е внатре. Во ред? Океј. Следно нешто за што сакам да говорам е мембранската динамика. Значи, ова се молекули. Молекулите не стојат у едно место. Сите постојано се движат. Сега, во дадена насока повеќе него во некоја си друга. Фосфолипидите се движат латерално многу брзо. Значи, латерално се мисли во истата рамнина каде што се наоѓаат. Значи, лево, десно, напред, назад, на рамнината каде што се наоѓаат. Значи, се движат со брзина од околу 1 микрометар во секунда. Запамтете, ова се молекули. Значи, микрометар е многу големо растојание за молекула. Спрема оваа брзина, ние може да земеме предвид дека еден фосфолипид, ако би се движел само во една насока, може да направи цел круг околу клетката
во рокот неколку секунди. Во ред, значи еден фосфолипид цела клетка ќе ја заокружи неколку секунди. Значи сите тие постојано се движат како еден вид море, но во една иста рамнина. Додека ако сакаат да преминат рамнината, така значи да преминат од надворешниот лист кон внатрешниот или обратно, тоа е многу поспоро. Значи пасивно ќе се случи од време на време, бидејќи овдека има многу молекули кои постојано се движат, некој ќе направи тој скок. Значи тоа не е нешто тешко да се случи, но е потребно време. И ова движење се рекува флип-флоп движење, каде што еден фосфолипид преминува на другиот лист од мембраната. И полувремето е денови. Така значи некогаш може да бидат потребни денови, недели за даден фосфолипид да смени лист. Сега имаме протеини кои овозможуваат ваквите динамики да бидат забрзани. Значи имаме флипази, флопази и скрамбелаза. Флипазата и флопазата користат енергија, бидејќи прават нешто да се случи наспроти електрохемискиот градиент, односно наспроти енергетскиот градиент, така повеќе да кажам, иако може да се случи, оние возможуваат побрзо да се случи и користат енергија. Флипазата прави да одредени фосфолипиди кои се наоѓаат на надврешната страна од клетката преминат кон внатрешната, така значи од надвор внатре, додека флопазата го прави обратното. Значи флопазата користи енергија за да премине фосфолипид од внатре кон надвор. Океј, значи збориме од внатрешниот лист кон надворешниот лист. А скрамбелазата не користи АТП, но својата задача прави така да еден фосфолипид од надворешната ќе дојде кон внатрешната, а еден од внатрешната кон надворешниот лист. Океј, така што вкупната енергија останува горе до листа, али сепак се направила размена на два фосфолипида. И имењето на овие ензими првично звучат малку чудно и интересно, но сушто се многу логични. Така, движењето првично било наречено флип-флоп, така што едниот ензим е флип-аза, така значи флип-аза, другиот е флоп-аза, бидејќи ензим, и третиот е скрамбелаза. Скрамбелаза од англиски нели scramble, кој измешај, например сте слушнале за scrambled eggs, така значи кајга на која ќе измешаш, измучкаш јајцата. Па тоа го прави скрамбелаза, да зима од надвор кон внатре и од внатре кон надвор. Прави некој измешување, но вкупната енергија останува иста. Сега, освен движењето на фосфолипидите, па и на холестеролот, нели имавме и тие липидни сплавови кои ги спомнав претходно, и самите протеини кои што се наоѓаат вкотвени во мембраната, дали трансмембрански или пак со липидни котви, се движат. Значи тоа се движат лево, десно, напред, назад во дадената рамнина. Така? И ова движење за некои протеини може да биде поголемо, за некои помало. Додека некои протеини скоро и да не се движат, освен ако не им биде унаводници наредено. Значи најголем дел од протеините слободно се движат по мембраната, никој не ги контролира, додека има дел од нив кои што внатре во клетката се всушност прикачени на цитоскелетот од клетката. Океј, значи гледаш протеинот и внатре е прикачен на цитоскелетот. Така што како ќе се движи цитоскелетот, така ќе се движи протеинот. Значи врзан е со внатрешноста на клетката. И се ова што го зборевме, сега за динамиката на мембраната и за структурата, се нарекува флуидомозаичниот модел на клеточни мембрани. Бидејќи мембраната се однесува како одреден флуид, така значи сите овие фосфолипидни глави на површината клетка се како еден вид море на кој има сплавови со холестеролот, така има протеини кои што постојано се движат во сите насоки, и тоа е тоа. Така значи флуидо, бидејќи како течност, мозаичен, бидејќи ако го гледаш онака шематски презентирано од горе, можете да се видите слики, сите тие фосфолипиди изгледаат како дадени камчиња на мозаик. Ако знаете што е мозаик, така значи слика од мали камчиња, така делчиња направена, па така изгледа. Каде што сите делчиња се движат наоколу. И за крај имаме некои дополнителни работи кои сакам да ги спомнам. Прво е создавање на мембраната. Значи знаеме дека при клеточна делба имаш една клетка која е поголема,
добиваш две клетки кои се помали. Така, но тие помалите клетки со тек на време, нели, и они ќе пораснат, така и оваа ќе стане поголема клетка по која ќе се подели и ќе даде две нови клетки. Епа како од ваква мала клетка станува поголема? Така, нели, треба да добие поголема мембрана. И подговорот е дека самата клетка се ја создава. Значи самата клетка прави фосфолипиди и холестерол преку низа метаболички патишта и тие со помош на ендоплазматичниот ретикулум, со помош на Голџиевиот апарат се препраќаат и се фузираат со самата мембрана. Така, значи се прават како само едни везикули, мали везикули, кои што кога ќе стигнат со мембраната се фузираат со неизе, така што е зголемувајќи површината на клеточна мембрана. Сега, на сите овие везикули може да се прикачат најразлични протеини. Така, значи тука еден протеин, тука еден протеин, тука еден протеин и така всушност протеините стигнуваат до мембраната, прикачени на везикули кои што се фузираат со истата. Слични се процесите на екзоцитоза и ендоцитоза. Значи, кога клетката пробува да внесе материја во себе, тоа го викаме ендоцитоза. Ако се солидни, ако се некои течности, тоа се нарекува пиноцитоза, но не се тоа битно. Ендоцитоза е, например, имаш овдека некој си парче, храна, така некоја си унаводници солидна материја и клетката на некој начин ја обвива таа материја и пополека ќе направи една сфера околу незе, двата краја тука ќе се приспојат и ќе добиеш на везикула со материјата, а мембраната ќе си остане интактна. Океј. Исто е екзоцитоза, само во обратен правец. Кога клетка пробува да изфрли нешто. Така, значи имаш оваа везикула која стигнала и она сака да се фузира со мембраната и ќе се фузира, пополека ќе се отвори, нештото ќе се замине од клетката и мембраната повторно си останува интактна. Вред, значи екзоцитоза, ендоцитоза. Ендоцитоза е кога влегува нешто, екзоцитоза е кога излегува нешто. Сега, ова фузирање на везикули со мембраната не е туку така едноставно, така дека само си доаѓа самата везикула и блуп се допира и се фузира. Не, значи овдека се многу протеини во игра кои го овозмежуваат тоа. Нема навлегуваме во молекуларните механизми, бидејќи не ви се битно, тоа се учи по молекуларна биологија, но само имате на ум дека има најразлични протеини, значи некои се Т-снап, некои се В-снап, и има многу други кои што имаат пократки имиња, протеинчиња кои учествуваат во фузирање на овие везикули. Зависно за кои клетки збориме, зависно за кои везикули, каква функција ќе имаат, но сакам тоа да го зборите, дека има протеини кои учествуваат во се тоа. И има неинтересни протеини кои учествуваат во создавање воопшто на овие везикули, например при процесот на ендоцитоза, кога нештото доаѓа, гледате дека мембраната се закривува околу. Така, значи како знае мембраната дека треба да се закриви. Епа, има одредени протеини кои што добиваат сигнал од надворешноста, кои го овозможуваат тоа. Значи, едни од најпознатите се кавеолини. Сега, како ви обяснам како ова функционира, на овој начин. Значи, ги имаш овие протеини кои што имаат дадена структура и овие делови од протеинот сакаат да се допрат еден со друг. Океј, ако добијат сигнал, бидејќи ќе дојдат поблиску, имаат некои привлечни сили помеѓу нив и сакаат да се допрат. Но овие овдека делови им пречат. Вред, единствен начин да се допрат е да застанат во оваа вака позиција, како што гледате овдека доле. Но при тоа се ја искривуваат мембраната. Океј, значи да се допрат, они морат малце да искриват мембраната со цел овие делови да дојдат во контакт. И тоа возможува да се свитка мембраната. Има многу вакви протеини, кавеолини кои што се наредени по мембраната и сите нивни електростатски интеракции, сакајќи да се допрат еден со друг, овозможуваат искривување и создавање на оваа везикула. И ова се контролирано преку одредени сигнали и така натаму. Нема да навлегувам у тоа, само сакам да имате идејата дека ова функционира на следниот начин. Не мора да ги знаете деталите, ова е сосема доволно. И тоа беше генерално се за ова видео. Значи се надам дека научивте нешто ново. И во следното видео ќе збориме за повеќе функциите на мембраната. Значи ќе спомнеме за како всушност функционира транспортот низ мембраната и зошто е се тоа битно. И ќе се видиме во следното видео. Пријатно!